Ова е емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата за безбедност во сообраќајот. Овој пат со фокус на санкција и превенција. Гостини се министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и шефот на основното јавно обвинителство Скопје Гаврил Губевски. Останете со нас. Министерство за внатрешни работи за 4 пати го зголемило обемот на сообраќајни контроли лани во однос на 2020 година, покажуваат статистичките податоци кои ги презентираше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. На забелешката дека малите бројки во 2020 година може би се должат на ковид пандемијата, затворањата, намалениот интензитет на сообраќајот, министерот Спасовски вели дека напротив, во таа година бројката на жртви во сообраќај изнесувала 125, наспроти 111 во 2021 година. Јавноста секојдневно е информирана за засилени акциски контроли на полицијата, за изречување на мерки, но кога ќе загине двајца пешаци за неполна недела, граѓаните меѓу другото ја осудуваат и работата на полицијата, бидејќи не е доволно на терен за да превенира. Но според министерот Спасовски, податоците покажуваат колку полицијата е активна и на каков начин се третира прашањето за безбедноста во сообраќајот. Сообраќајните казни по сите основи. Значи, ова е нешто што е споредба за 2020-2021 година. 2020 година имало 55.444 казни по сите основи во сообраќајот. Оваа година имаме 240.871 казна. Значи, за 4 пати се зголемува обемот на казни, односно обемот на контроли во сообраќајот во државата. Тука имаме и како податок што е многу важен за нас и за државата и наша цел која што сакаме да ја постигнеме, а тоа е во делот на бројот на жртви во сообраќајот во периодот од 2015, односно 2013 година до денеска е даден како податок. 2013 година сме имале 198 жртви за една година во сообраќај. 2016 година имате 165 жртви и 2021 имаме 111. Заклучокот е дека секоја година имаме драстичен пат. Клучните цели на Министерство за внатрешни работи според министерот Спасовски се намалување на жртви во сообраќајот, намалување на тешки телесни повреди и намалување на сообраќајни несреќи со големи материјални штети. Санкции за возач почетник. 2020 година 1997, ова година 4386. Санкции за непрописно пристигнување. Минатата 2020 782, оваа година, односно 2021 4227. Санкции за нерегистрирани возила 163 биле во 2020, 402 санкции биле во 2021. Еве, а може би најдрастичната разлика. Санкции за пребрзо возење. Тоа што сите се прашуваме зошто и на кој начин се вози по улиците. 2020 година завршува со 4770 санкции. 2021 104.703 санкции. Ова само покажува за обемот за тоа колку полиција имаме на терен. Или санкционирани пијани возачи. 2020 3530, 2021 10.360 возачи под дејство на алкохол.
Санкции за управување без возачка дозвола. 2020 17.480, 2021 24.053. Според Спасовски, постои нелогичност во тврдењето дека во 2020 година сме имале локдаун и поради тоа имаме намалување на сообраќајните прекршоци. Напротив, гледајте колку имаме жртви во сообраќај од 2020. 125. Значи, на локдаун, во кој што нема движење, ви имате поголем број на жртви. А 2021 година не беше година во која што имавме било какви ограничувања во движењето, е 111. Еве 2013, 198. Ова само покажува за активноста на Министерството за внатрешни работи, на Одделот за сообраќајна полиција, во однос на обезбедување на поголема безбедност на патиштата. Министерот Спасовски не сака да ги коментира тврдењата на поранишниот генерален секретар на владата, Драги Рашковски, дека со системот за сообраќајни прекршоци, што тој го набавил, а за кој е обвинет, ќе се намалел бројот на жртви повредени и материјална штета. Поставувањето на камери на автопатиштата и регионалните патни правци беше најавено за лани, но за овој проект се работи на неговата финансиска конструкција. Ние, значи, во овој дел комплетно ни е подготвен проектот, работиме на финансиската конструкција, бидејќи тоа не се малку финансиски средства кои што треба да се издвојат од буџетот. Имаме неколку варијанти на основа на кои што можеме да дојдеме до целосно завршување на овој проект. Јас очекувам дека наскоро ќе го затвориме целиот овој процес и ќе можеме да минеме кон реализација на проектот, кој што ќе значи пред се исклучување на човечкиот фактор во делот на следењето на состојбите во сообраќајот. Затоа што е важно да секој еден без селективност, транспарентно носи одговорност за тоа што го прави. За да постојат добри сообраќајни контроли и тоа да се прави во континуитет, министерот Спасовски го истакна значењето од техничка опременост на Одделот за сообраќајна полиција. Само ќе напоменам, 2015 година во Министерство за внатрешни работи имавме само 10 радари за мерење на брзина и само 7 апарати за алкотестирање. Тоа беа можностите на МВР и заради тоа мораше се воспостават основи на нормално функционирање. Затоа денеска набавивме најсовремени радари за дневно контролирање во сообраќајот. Прв пат во независна Македонија имаме и радари за ноќно снимање, огромен број на дрегери за алкотестирање и сега веќе имаме можности тоа да го правиме во континуитет и затоа и го зголемуваме и обемот. Министерот Спасовски истакнува дека во подигнувањето на нивото на сообраќајната култура треба да учествуваат сите, граѓаните како поединци и функционирање на сите засегнати институции. Па имаме состојби во кои што ќе имате реакции дека премногу полиција имаме на улиците, за да после било каков немил настан, сосема оправдано, дури истите луѓе да реагира дека нема доволно полиција, а фактот е еден, дека секој еден учесник во сообраќајот, кога ќе од страна, нема директно да учествува, а секогаш гледа проблем во оние кои што се учесници во сообраќајот, во возачите и така натаму. Се до моментот додека тој не е дел од сообраќајот, тогаш некако сме помалку самокритични за тоа дека правиме одредени, би рекол, состојби на непочитување на сообраќајните правила или прописи. Во зголемување на сообраќајната култура, од голема важност е едукацијата во основните училишта, која што е инцидентна и недоволно е застапена. Ние во континуитет работиме преку секторот за превенција или одделите за превенции низ државата со училиштата врз основа на програмата која што ние ја правиме. Меѓутоа, јас сум убеден дека сериозно мора да се размисли во Министерството за образование и наука, односно во Бирото за развој на образованието, при подготовката на наставните планови и програми за учење,
да се воведе предмет, дел од предмет, програма и така натаму, која што ќе биде насочена кон изучување на сообраќајните правила и прописи, начинот на учество во сообраќајот и уште од мали нозе тоа да го правиме. Министерот Спасовски потенцира дека безбедноста во сообраќајот не зависи само од Министерството за внатрешни работи, иако е најповикано. Најважна е соработката помеѓу надлежните институции и сектори, како и системска едукација. Обвинителе Буевски, ви благодарам што се согласивте да бидете дел од емисијата Агенда 35, во која што ги опфаќаме сообраќајните несреќи, но и законодавството во Република Македонија поврзано со овие кривични дела. Во последнава недела сме сведоци на неколку трагични сообраќајни несреќи кои што се случија на подрачјето на Скопје. Јавноста често бурно и емотивно реагира на ваквите несреќи, барајќи брзи одговори од институциите. Една од нив е и јавното обвинителство. Во таа насока, кои се клучните елементи за одредување на кривичното дело, неговата тежина и квалификацијата? Основното кривично дело за загрозување на безбедноста во сообраќајот има свој потежок вид, кога имаме за последица жртва од таквото дејствие на извршување на тоа кривично дело, и тоа е предвидено во еден член од Кривичниот законник кој што е нормиран како член 300, а основното дело е во член 297. Значи, разликата единствено што е во однос на можноста за казнување и начинот на кој што се води истрагата или истражни действија кога се работи за полесното кривично дело е во делот на проценка за кривичната одговорност, односно умислата или небрежноста за извршување на ова кривично дело, затоа што ова кривично дело може да биде извршено и со умисла и со небрежност. Значи, проценката за тоа дали одредено кривично правно действие во сообраќајот, на учесник во сообраќајот, кој што направил сообраќајна незгода и од тоа има последица или некоја телесна повреда, тешка телесна повреда или, не дај Боже, и смрт во многу случаи, значи, ја врши јавниот обвинител врз основа на сите околности и докази кои што ги има на располагање во моментот кога постапува во таквиот случај. Значи, прво и основно во сето тоа е јавниот обвинител мора да ги види времето, местото, начинот колку има сознанија првични за извршувањето на тоа кривично правно действие во сообраќајот и на крај да ја види последицата. Од сите тие околности зависи и квалификацијата на одредено кривичното дело, односно дали тоа кривично дело е со умисла или со небрежност. Умислата, евентуалната умисла овде доаѓа во предвид како полесен вид, барем навидум на умислено кривично правно действие. И тука треба да се направи разлика меѓу евентуалната умисла и свесната небрежност. Значи, вообичаено во основното јавно обвинителство во Скопје, верувам и низ обвинителствата, доколку постои прекршување на повеќе правни норми од безбедноста во сообраќајот. Например, постои прекршување на брзината, постои на местото каде што е случено е пешачки премин, каде што се собрани поголем број на луѓе, кај што се бара зголемена внимателност за возење, каде што имаме повеќе прекршувања, значи од прилика свесноста на сторителот ја покачува на ниво на евентуална умисла, затоа што е свесен во каква ситуација го управува возилото, свесен е за сите околности на патот, меѓутоа се согласува на краиштата дека таа последица ќе настане, за разлика од небрежноста каде што е лекомисленоста на сторителот е основа за казнување за тоа кривично правно действие, меѓутоа лекомисленоста и евентуалната умисла се разликуваат токму во тие околности кои што ви кажав. Во конкретниот случај најмногу интерес пројавува овие две сообраќајки што имаше смртни последици последната недела. Значи, обвинителството оцени дека кај сторителот како субјективно обележие на неговото действие на извршување е умислено,
евентуално умисло како субјективно обележие на кривичното дело. Зошто? Во првиот случај, кај што беше на Партизанска, значи действието на извршување е на улица Партизанска. Таа е околу 6-7 километри долга улица. На секои 100 метра можете и сами да се уверите, таму има пешачки премин. Значи таа ти бара зголемено внимание. Таа поврзува доста други споредни улички кои што секогаш кога си возач и кога управуваш моторно возило, можеш да очекуваш дека фреквенцијата на пешаците, на велосипедистите и другите учесници во сообраќајот, значи е зголемена. Значи се бара зголемена внимателност на тука. Од друга страна, времето е 19 часоти на првата сообраќајка, 19 часоти 30 минути, значи се уште фреквенцијата на луѓе е голема во главниот град барем. И на крајот начинот на извршување. Ние во првата сообраќајка според она записникот за увид имаме траги на кочење на возилото со кое што е удрена девојчето од 22 метра до моментот на ударот. Тоа сите тие околности, сето тоа ни укажува дека овде имаме едно безобзирно однесување на учесникот во сообраќајот за кој водиме истрага дека е сторител на предметното кривично дело. Предметот е даден на вештачење и сега вештото лице, според неговите стручни квалитети, стручни оспособености, ќе даде соодветна своја анализа за тоа со која брзина е удрено, на кој начин е дојдено до оваа сообраќајна незгода. Меѓутоа, од сето она што до сега ви го кажав, недвосмислено е за обвинителството дека во овој момент истрагата е отворена за действие на извршување на најтешкото дело против безбедноста во сообраќајот сторено со евентуална умисла. За второто действие исто имаме факти кои што укажуваат на повторно безобзирно однесување, значи со алкохол во крвта, без возачка, на црвено светло, па секој обичен лаик ке самиот себе ке заклучи дека овде имаме стварно безобзирно однесување на учесникот во сообраќајот и исто овде немаме небрежност, туку се работи за евентуална умисла. Ова зборуваме обвинителе за сообраќајната несреќа која што се случи во Ново Листиче, во која што станува збор за судар помеѓу два автомобили. Така е, да. Во однос на сообраќајката во која што загина Вирица Николова, побара обвинителството и притвор за возачот на автомобилот. Го споменавте, малку го објаснивте овој трагичен настан, но може ли да ни ги објасните чекорите за јавноста подобро да биде запознаена, а да не ја нарушиме нормално тајноста на истрагата, што презема обвинителството и кои се клучните елементи во истрагата? Брзото постапување или внимателното и темелно прибирање на докази за понатаму случајот да биде по-цврст кога ќе биде проследен до надлежните судови? Во делот на притворот, значи кривичните дела на загрозување во сообраќајот се случуваат, се моментални кривични дела. Обвинителството претходно не води предистржни постапки за личноста на сторителот, за тоа дали сторителот има некакви можности да избега, дали има конекции со странство, какви се неговите врски, дали можеби се работи за сторител кој е повторник, кој своите действија ги повторува во рамките на ова и како вакво кривично дело. И затоа постапувањето на обвинителството е тука многу предпазливо, меѓутоа обвинителството мора да ја заштити и постапката во тој момент. Значи во моментот кога обвинетиот доаѓа пред обвинител, значи за такво тешко дело во сообраќајот, обвинителот ги нема сите факти во однос на неговата можност од бегство, меѓутоа имајќи го предвид неговата личност во тој момент што располага. Во конкретниот случај се работеше и за млад човек кој што лесно може и да ја напушти државата, не е врзан со ништо. Обвинителството сметаше дека во овој момент и да ја заштити постапката и за да се на крајот на криштата таа неправда во однос да добие своја некоја
правна завршница, а да не останеме без сторителот на кривичното дело и да го запазиме и јавниот интерес во конкретниот случај, сметаше дека во овој момент треба да посегне по најстрогата мерка за обезбедување на присуство во постапката. Секако, тие мерки се преиспитуваат секојдневно, дали постојат и доколку обстојуваат таквите мерки, тоа лице ќе остане. Меѓутоа, доколку не обстануваат, затоа ќе си носи судот соодветна одлука. Јас лично мислам дека и двата елементи кои што ги спомнавте може обвинителството во овој случај да ги заврши во најбрз можен рок. Може и темелно да ги согледа и испита доказите и тие веќе се прибрани веќе во текот на истрагата на голем процент. Не знам дали останува уште нешто, можеби крим евиденција и останува уште да го добиеме вештачењето за кое што пред малце ми јавија дека е исто така готово. Значи во овој случај истрагата за сообраќајката кај Ситимол е веќе во завршна фаза и обвинителството ќе има своја одлука од кога ќе го добие и вештачењето. Значи, така да сметам дека и двата аспекти, и брзината на постапување, меѓутоа и квалитетно одработување на целокупниот предмет во овој случај ќе бидат запазени. Според анализата на пресудите, кој што ги има донесено кривичниот суд во Скопје, кој што е надлежен за постапување по предметите кои што се случени на територијата на град Скопје, во последните 5 години најчесто се носени присуди кои што се со условни казни за сторителите на кривичното дело, кое што представува загрозување на безбедноста на имотот во сообраќајот со една или повеќе жртви. Според вас, кои се причините за ниските казни кои што ги определува судот? Што се однесува до санкционирањето за овие кривични дела од страна на основниот кривичен суд, се согласувам дека, барем од она што сум читал во јавноста, дека имаме и различна пракса, меѓутоа и различни одлуки по однос и различна пракса и различни одлуки во кои што доминираат оние, како што кажувате, условна осуда, а имаме жртва. Значи сметам дека судот веројатно во некои одлуките и правилно одлучил и правично, меѓутоа овде е многу битна транспарентноста на судот зашто тоа и од кои причини се раководел за тоа да го одлучи. Значи, за донесување на одредена кривично правна санкција влијаат повеќе околности на сето тоа. Меѓу другите влијаат и начинот на кој што начинот на кој што е дојдено до сообраќајната незгода, но и придонесот евентуално на жртвата на сообраќајната незгода. И веројатно во многу случаи кај што вагал судот во таква ситуација, а врз основа на стручните наоди и целокупните факти на случајот оценил дека може би има некаков придонес, па се обидел некако сето тоа со условна осуда да го реши на свој начин. Зборам за оние случаи кои што се правни и правно издржани. Се разбира, не можам јас да ги кажам случаите кои што веројатно има и интерес во јавноста, веројатно и се посочуваат, може би и немаат може не се правно издржани, може имаат друга позадина, меѓутоа за тој дел јас не би можел да кажам. Обвинителството честопати се јавува и самиот како жалител во постапката и обжалува првостепената одлука на судовите. Тој сакав да го кажам, обвинителството вообичаено треба да ги искоригира тие работи кога фактите укажуваат дека за тоа поведение на сторителот треба да се изрече повисока казна, за да ја превенираме и на специјален, меѓутоа и на генерален план. Обвинителе, вие сте дел од работна група во која што се подготвуваат измени на кривичниот законник, меѓу кои се воведува се предлага воведување на ново кривично дело безобзирно возење. Што предвидува ова ново кривично дело и колку сметате според вас дека тоа би ги решило проблемите, односно би спречило вакви трагични последици?
Јас би почнал од крајот на сево. Колку сметам, значи сепак сообраќајната култура е специфична работа и зависи многу и од својата и од личната култура на секој од нас учесник во сообраќајот и сметам дека ако тие сегменти ги кренеме самите од себе, ако секој си тргне сам од себе, дека нема да има потреба од драстични казнувања, драстични постапувања, реакции на државата за сето тоа. Но, за жал, ние живееме во општество во кое што сме свесни на кој начин се случуваат работите, па и во сообраќајот. Работната група беше и уште е на мислење дека со едно кривично дело со кое што само апстрактно ќе се загрози сообраќајот, нема да има конкретна последица, но тоа е загрозување кое што отстапува од секојдневните прекршоци. Треба да биде кренато на ранг на кривично дело и за тоа да постои кривична одговорност, не прекршочна одговорност. Кривична одговорност и се уште смета работната група дека треба да постои за действија на извршување на кривично дело кога со моторно возило, на пример, ќе влезете на плоштад, ќе возите, кај што има поголем број на луѓе, кога ќе возите со 50 над дозволеното во град, значи да возите на Партизанска со над 100. Само да возите со над 100, тогаш ќе влезете во оваа категорија на кривично правни престапници како кривично правни, не како прекршочни престапници. Значи да вршите пристигнување на моторно возило на две полни линии. Значи не џабе се ставени тие линии таму во сообраќајот, значи нешто се заштитува со тоа, има некаква опасност која што значи сето тоа го смета работната група дека е кренато веќе на ранг на безобзирно управување на моторно возило, кое што заслужува кривично правна заштита. Но и сега се запретени високи казни покрај паричните за побрзо возење во градска средина или други видови на прекршоци кои што се водат според законот за прекршоци, но и во кривичниот законник и сега има високи казни, што е она што повторно ги мотивира во наводници возачите да возат безобзирно. Чисто знаеме да кажеме во многу случаи добри ни се законите, но нивната примена е слаба во сите сфери. Значи сметам дека од сите нас зависи се ова. Повторно треба да ги повторувам сите работи на кои што веќе одговорив. И јавното обвинителство, имајќи ги предвид и последните случувања, сметам дека ќе направи едно поголем притисок и за брзо, и за ефикасно, и за адекватно пресудување на ова кривично дело. Притисок не во смисло да направи притисок врз судот, меѓутоа притисок во судница во која што ќе ги каже аргументите кои стојат на таа страна. Сметам дека и судот во овие случаи веќе ќе реагира соодветно. И до сега не викам дека не реагирал, меѓутоа можеби, како што кажав, дека не е доволно објаснето во јавноста кои се причините. Јас не можам да тврдам дека не е адекватно, затоа што таму кај што не ние сме се жалеле, можеби во некои случаи не сме се жалеле, можеби и повисоките судови сметале дека одлуките им се во ред и така да не би се мешал јас во таа работа. Сега да не ме сватите погрешно, пак притисок, мислам да не сватите игра, притисокот ќе биде во судница. На начин на кој што ќе се изведат која санкција е адекватна за докажано действие на сторителот на кривично дело, пак ќе кажам, и за генерална, меѓутоа и за специјална, но и веќе за генерална превенција. Белким, ќе се свестиме сите и начинот на кој што ќе ги управуваме моторните возила, ќе се однесуваме како пешаци во сообраќајот, ќе ги возиме своите велосипеди и тротинети, ќе допринесе да сите ние дадеме свој придонес во зголемување на сообраќајната култура.
Од која земја го црпевте искуството во однос на новите измени кои што се предлагаат во кривичниот закон и каде постојат вакви кривични дела? Конкретно ова истото кривично дело постои во Хрватска. Постојат и во други земји, меѓутоа конкретно ова кривично дело вака како што е срочено, на тој начин на кој што ја разбираме на овие простори безобзирноста на возењето е земено како пример од Хрватска и таа е членка на Европска Унија, така да сметаме дека тоа е адекватно со нашата казнено-правна политика. Ви благодарам многу, обвинителе, за разговорот. Браво. Билбао, град во северниот дел на Шпанија, со цел подобрување на безбедноста и здравието на луѓето, што вклучува и постигнување нула сообраќајни несреќи и загинати на патиштата. Во изминатиот период презема различни мерки за успешноста во тоа што го прави. Во 2021 година Билбао се закити со награда на ЕУ за безбедност во градскиот сообраќај, односно прв град со над 300.000 жители, во кој на сите улици брзината на движење на возилата е ограничена на 30 км на час. Ограничувањето на брзината на движење на возилата на 30 км на час во рамки на 380 км долгата патна мрежа на Билбао придонело до намалување на сообраќајните несреќи, потоа намален број на сообраќајни прекршоци, намалување на загадување на воздухот и бучавата. Иако се стравувало од негативни ефекти, сепак мерката, например, не влијаела негативно на дистрибутивните компании и бројот на испораки во еден час останал ист. Градскиот јавен превоз дури станал побрз, со генерално просечно пристигнување за 4 минути порано. Дополнително забележана била изголемена употреба на велосипеди, со што е помогнато да се намали автомобилскиот сообраќај во градот. Градот преземал и мерки за зголемена безбедност за велосипедистите и велосипедите, како и за граѓаните кои патуваат со ноќните автобуски линии. Според градската управа на Билбао, безбеден сообраќај значи победа за сите и секако посветеност и ангажман на сите. Безбедносните системи на автомобилите низ времето еволуира од пасивна технологија која заштитува при сообраќајни несреќи, до иновации како предупредување за опасност, кои активно може да помогнат за побезбедно возење. Но развојот продолжува понатаму. Иницијатива наречена Податоци за безбедност на патишта, чија цел е патишта побезбедни за милионите корисници. Има отпочнато Европската комисија, заедно со партнери, познати производители на автомобили. Иновативниот концепт се состои во обединување на сите безбедносни информации кои ги прибираат автомобилите, производителите на возила и институциите, и нивна достапност до давателите на услуги, како влезни податоци за создавање на безбедносни информации за сите корисници на патиштата во Европа. Дали се работи за сообраќајна несреќа или расипан автомобил, лизгав пат или намалена видливост, иновативната технологија ќе го предупреди возачот за ситуациите со кои други возачи веќе се соочили. Податоците се испраќаат до засегнати возачи во форма на предупредување, без дополнителни трошоци. Концептот е како некоја форма на ангел чувар, кој гледа напред и го заштитува возачот од опасни ситуации. Пристапот до технологијата нема да биде само за новите возила, кои веќе се опремени да собираат и споделуваат податоци, туку и за сите други возила и возачи, преку апликација за навигација, достапна за мобилен телефон. Иновативниот концепт, после многу години работа и развој, е се поблиску до реалноста и со него ќе се обезбедат податоци, кои ќе придонесат за побезбеден сообраќај на патиштата низ Европа. Следната емисија на Агенда 35 се гледаме со една сосем поинаква тема. Останете со програмите на македонската телевизија и гледајте Агенда 35.